Време е за информациите од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. По трите настани кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Од денеска започнува со работа фабриката за производство на технички индустријски текстил Лутекс, инвестиција на германската компанија STS Textiles. Без проблем е мина полагањето на првиот предмет од државната матура во 4 средни училишта во Велес. Гимназијата Кирил и Методи во Неготино се стекна со брендот Лабел, кој значува бренд за квалитет во двојазичното образование. Официјално од денеска започнува со работа фабриката за производство на технички и индустријски текстил Лутекс, инвестиција на германската компанија STS Textiles. Ова е прва поголема браунфилд инвестиција во Велес. Германскиот инвеститор својот бизнис во Македонија ќе го развива од просториите на некогашната фабрика Нонча Камишова. Првичната инвестиција се проценува на околу 4 милиони евра, а во следните 5 години ќе бидат инвестирани до 7 милиони евра. Повеќето од производите ќе се извезуваат во Германија, Франција, Италија и Полска, според планот за вработување. Фабриката започнува со 50 вработени во следните 5 години. Оваа бројка треба да достигне и до 1000. Германски СТС Текстил и официјално започна да работи во Македонија. Во поранешната фабрика Нонча Камишова ќе се развива нивната македонска фирма Лутекс. Ова е прва поголема браунфилд инвестиција во Велес. Лутекс планира да вработи околу 50 вработени во текот на оваа прва година од работењето, а воедно има и зацртани цели да вработи 1000 лица во следните 5 години, а ова секако условено од глобалните пазарни околности. Странските инвестиции се значајни за домашната економија, но многу значајни се оние кои започнуваат во простори кои некогаш биле индустријски гиганти. Бруто домашниот производ денес, како мерка за успехот на една економија, во однос на периодот од пред 10 години е речиси двојно поголем. Двојно е зголемите извозот од земјата. Во исто време, со имплементација на економските политики, се придонеси за зголемување на просечната плата, која што во споредба со периодот од пред 10 години е зголемена за над 70%. СТС Текстил е семејна иновативна компанија која од година во година има забележителен економски раст. Индустријскиот текстил кој ќе се произведува во оваа фабрика ќе се извезува во Германија, Италија, Франција и Полска. На самиот почеток зборуваме за некои 20 вработени, меѓутоа планираме бројката да биде некаде околу 100 до крајот на годината. Опремата која што имаме, текстилната опрема е секако една од најсовремените опреми кои што воопшто се користат некаде во светот. И производството би било некаде околу 2500 квадратни метри на ден. Последните 3 месеци самото производство ќе се удвои и некаде до крајот на годината планираме производство од 5 тони на годишно ниво. Реализацијата на оваа инвестиција е потврда за добрите услови за водење на бизнис во Македонија, но таа е и пример за разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, рече председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во времето на СДСМ вакви фабрики се затвораа, како што беше Нонча Камишова. Денеска, со ново име, со нов собственик, Лутекс, се отвара оваа фабрика. Слушаме прослава за отварањето на новата фабрика, гледаме нови машини, гледаме весели лица на вработените, гледаме оптимизам кај оние што очекуваат да бидат вработени. Тоа е една од крупните разлики помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Ми беше задоволство што можев да одговорам на оваа покана, да дојдам денеска и да присуствувам на почетокот, отварањето на фабриката Лутекс, која што ја отвори германски инвеститор, кој што го пронајде владата. Германскиот инвеститор во оваа фаза има инвестирано околу 4 милиони евра. Плановите се во следните 5 години инвестицијата да достигне околу 7 милиони евра. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска го одржува 22-тиот конгрес. Председателот на партијата Зоран Заев порача дека сега се отвара можност за обнова на општеството и дека со сета сила ќе се бори против поделбите кои што го ослабна општеството. А за конгресот на СДСМ свое видување даде и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој во изјава за новинарите рече дека повторно тоа се старите кадри добри познати меѓу народот.
Наши партнери се Европската унија и НАТО. И наша цел е за граѓаните и за државата да ги обезбедиме евроатлантските перспективи. Долг е патот и нема да биде лесно. Но како граѓани на Македонија имаме еден заеднички пат. Овој, во оваа сала, ја барам вашата потврда. Секој пред да излезе од оваа сала, да расчисти во себе и да си вети дека ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните и за граѓаните. Да, денеска СДСМ има конгрес и од она што го гледам, таму се горе-доле стари лица, оние кои што долго ги познаваме. СДСМ секогаш, кога доаѓаше на власт, ветуваше реформи и сами се нарекуваа реформска влада, но ние не се сеќаваме на ниту една реформа од СДСМ. Значи, секогаш со големи фанфари доаѓање во владата, кажување какви све нереформи ќе направат, каков живот ќе донесат, како ќе биде поубаво и така натаму. Но еве граѓаните нека размислат и нека се подсетат кои реформи беа направени во времето на СДСМ. Ги гледаме горе-доле истите луѓе кои што ги препознаваме од нивното владење по корупција, по криминал, по неработење, по лажни ветувања, по манипулации, лажни информации, обвинувања на противникот, наместо фокус на и концентрација на нови проекти, на нешто што ќе го подобри животот на народот, фокус и концентрација на противникот, на опонентите, да ги оцрнат, да фрлат лаги врз нив и невистини. Така што сега еве изискува на некој начин да добијат повторно шанси, иако ги загубија изборите. Тоа се луѓето кои што изгубија, тоа е екипата која што изгуби во 2014 на избори и во 2016 два пати не ја доби довербата на граѓаните, но како што велам еве сега на некој начин преку разни начини успеа да дојдат до ситуација да состава влада и повторно да видиме што овој пат ќе направат. Дадоа сериозни ветувања, крупни ветувања, големи ветувања. Луѓето со право сега имаат очекување, па останува да видиме што ќе направат во соследните чекови. Полагањето на државната матура во јунската испитна сесија започна денеска со тестот по мајчен јазик и литература. Без проблеми мина полагањето на првиот предмет од државната матура во 4 средни училишта во Велес. Од училиштата информираат дека материјалите биле доставени на време. Па во присуство на сите тестатори учениците започнале да полагаат точно во 10 часот. Кај телевизија на стартот на полагањето беше во гимназијата Кочарацин и економското училиште Јовче Тесличков. Во 4 средни училишта во Велес денеска се полагаше мајчен јазик како задолжителен предмет од државната матура. И оваа година без проблеми се спроведе полагањето. Од училиштата информираат дека материјалите биле доставени на време, па во присуство на сите тестатори, учениците започнале со полагањето точно во 10 часот. Кај телевизија на стартот на полагањето беше во гимназијата Кочарацин и економското Јовче Тесличков. Денеска во Средното општинско училиште гимназија Кочарацин од Велес почнува матурскиот испит за учениците од 4-та година. 138 ученици од македонски наставен јазик и 18 ученици од албански наставен јазик. Испитот ќе се спроведе од 10 до 14 часот. Овој предмет денеска го полагаат 70 ученици. Полагањето започна на време и се одвива до сега барем во најдобар ред. Се надевам дека и испитот ќе заврши така. Нашите ученици напорно се подготвуваа во текот на изминатиот период. Матурантите за полагање на тестот по мајчен јазик на располагање имаат 4 часа. Преовладува мислењето дека прашањата биле лесни, но коментарите се оставаат по завршување на полагањето на државната матура. По денешниот испит на мајчин јазик, полагањето на тест по странски јазик е закажан за 10 јуни. 2 дена потоа ќе се полага математика, додека на 14 се полагаат останатите предмети. Државната матура представува завршен дел на средното образование и има за цел да послужи за селекција на кандидатите за запишување на високото образование.
Општина Велес и оваа година ја продолжи традицијата и им оддаде признание на најуспешните просветни работници од основното и од средното образование. Од оваа учебна година училиштата сами од своите вработени избираат најдобар наставник. Во 2017 година во категорија предметна и одделенска настава се наградуваат наставници од основното општинско училиште Рајко Жензифов, а во категорија средни училишта наградата оди во рацете на наставник од гимназијата Кочарацин. Општина Велес им оддаде признание на најуспешните просветни работници од основното и од средното образование. Она што е поразлично е тоа што од оваа учебна година училиштата сами од своите вработени избираат најдобар наставник. Катица Чадиева од општина Велес истакна дека секогаш и секаде има поединци што се издвојуваат и што заслужуваат да им се оддаде признание за вложениот труд. Општина Велес ги наградува најдобрите наставници во одделенска и во предметна настава и еден наставник во средно образование со 15, секој по 15.000 денари. Од оваа година се воспостави практика со жребање да се определат училиштата кои што ќе ги предложат најдобрите наставници. До минатата година тоа го правеше посебна комисија составена од Сдружение на просветни работници, па потоа се пријавуваа училиштата, наставничките колегиуми даваа предлози. За најдобар наставник во одделенска настава за 2017 година беше прогласена Залиха Биберовик, додека за најдобар наставник во предметна настава беше избрана Тања Николова, наставник по германски јазик, и двете вработени во основното општинско училиште Рајко Жензифов. Оливера Левкова, професор по математика во општинското средно училиште гимназија Кочарацин, ја понесе наградата за најдобар просветен работник во средно образование. Се надевам дека ја очекува, бидејќи се вложува голем труд секојдневно во работата со учениците. Работата исполнува во секој случај, мада во ова секојдневие кое што го живееме со секојдневни турбуленции е и напорно, меѓутоа од друга страна тоа е и привилегија. Така да секоја ваква награда, било каква награда во однос на работа со учениците е драга. Повод за вчерашната свеченост е 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Празникот на просветителите за Велес има посебно значење, затоа што токму во Велес е отворено првото училиште на македонски јазик. Во Велес се наоѓа најстарото училиште во Македонија. Велес е лулката на писменоста во Македонија. На свеченоста уметничкиот дел го збогатија културното уметничко друштво Керамичар, фолклорниот ансамбл Китка од Исти Бања и млади гитаристки Лена и Дебора Каракулев. Гимназијата Кирил и Методи во Неготина се стекна со брендот лабел кој означува бренд за квалитет во двојазичното образование. Годинава гимназијата прослави 20 години од постоењето на паралелката, каде што наставната програма се изучува на македонски и француски јазик. Сертификатот беше доделен од страна на Француското министерство за образование и наука. Неготинската гимназија Кирил и Методи го доби брендот Label France Education од Француското министерство за образование и наука. Годинава гимназијата прослави 20 години од постоењето на билингвалната паралелка, каде што наставната програма се изучува на македонски и француски јазик. Поточно наставата по предметите математика, физика и информатика се изведува на француски јазик. Овој сертификат означува бренд за квалитет во двојазичното образование, вели директорката Оливера Николова Ташева. Билингвалните паралелки учествуваа на франкофонијата организирана од Францускиот институт во Скопје. Беа посетени од двајца професори од училишта од Франција. Наши ученици беа во посета на училиште во Франција, каде одреден период учествуваа во активности кои што беа посветени на Холокаустот. Во гимназијата Кирил и Методи оваа година се реализираа голем број на активности со кои учениците стекнаа нови знаења и искуства. Следејќи го процесот на современото образование, учениците и наставниците реализираа значајни проекти, започнувајќи од еколошки акции, базари, крводарителски, како и вон наставни активности на кои се одбележуваа меѓународни денови. Нашите ученици учествуваа во 8-та медиумска лабораторија организирана од Високата школа за новинарство и односи со јавноста во соработка со Дневникот Нова Македонија.
Училиштето беше посетено од амбасадорот Семјош Богар и учениците направија интервју со амбасадорот кој излезе во априлското издание на весникот Медиум. Исто така учениците беа вклучени во работилница организирана од страна на невладин сектор и на тема човекови права, водена од гости обучувачи од Италија. Истовремено мисијата на училиштето е да се развива свеста за правата и одговорностите на сите субјекти, да се негува меѓусебното разбирање и почитување, да се работи на високо етнички стандарди и постигнување на квалитетни академски знаења. Во однос на ова, во училиштето континуирано се работи на проектот за заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Согласно овој проект реализирани се активности родителот во улога на наставник во кој се вклучени сите паралелки. Исто така реализирани новогодишниот базар, од кој што се собрани одредени средства кои беа наменети за потребите на учениците за ученичките активности. Континуирано се работи на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и се реализирани многобројни други активности. Оваа година, вели директорката Николова Ташева, ќе следуваат активности за подобрување на условите во наставниот процес, односно ќе се изврши замена на прозорците во училиштето и ќе се постават колектори за топла вода во соработка со локалната самоуправа. Во сите основни училишта во тек се уписите за ученици во прво оделение за учебната 2017-2018 година. Во прво оделение ќе се запишуваат деца кои се родени во 2011 година и до крајот на календарската 2017 ќе наполнат 6 години. Во тек се уписите за ученици во прво оделение во сите основни училишта за учебната 2017-2018 година. Во прво оделение ќе се запишуваат деца кои се родени во 2011 година и до крајот на календарската 2017 ќе наполнат 6 години. Директорката на Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи, Анита Станинова Мирчева, вели дека благодарение на добрата соработка со градинките, училиштето Свети Кирил и Методи може да се похвали со солидна бројка на запишани првооделенци. Па ние навистина се трудиме да направиме добра уписна политика, навистина имаме целни групи кои што ги опфаќаме. Многу од нив беа вклучени во голем број на нашите активности, имавме низа активности со градинките Димче Мирчев, исто така и со другите основни училишта, започнувајќи од модни ревии во кои што учествуваат децата од сите објекти во градинката, од спортски игри, ритмички игри каде што сите тие беа наградени. Имаше една прекрасна игра во која што учествуваа голем број од основните училишта, се викаше Пронајди го богатството, се одвиваше на секаде низ градот, така со повеќе точки. Значи сето тоа беше прекрасно и доволно покриено околу уписот на првачињата. Директорката Станинова Мирчева вели дека големиот интерес на првачињата да бидат дел од Основното општинско училиште Кирил и Методи се должи на современите методи и програми кои се спроведуваат во наставата. Уписот на првачињата се уште трае до 31 мај и ние имаме солидна бројка на што сме среќни затоа што сигурно добриот глас се слуша, па доаѓаат ученици, родители да се ги запишат своите деца од различни региони од градов. Потребни документи за упис во прво одделение се извод од матична книга на роднините, потврда од здравствен дом за примени вакцини и потврда за систематски преглед кај стоматолог. Доколку детето посетувало градинка, родителот доставува досие на детето издадено при испис од градинката. Расте осигурувањето на живот, но иако со двоцифрени стапки на раст пазарот се уште само тежна е да му се приближи на европскиот. Со убедување дека во исто време се осигураш и штедиш, компаниите привлекуваат се повеќе клиенти. Полисите за осигурување на животот се зголемуваат, но нивниот број се уште е далеку од европскиот просек. Со убедување дека во исто време се осигураш и штедиш, компаниите привлекуваат се повеќе клиенти. Граѓаните пак се уште го гледаат како алтернативна ситуација наспроти стравувањето од пензискиот систем, го ценат според повратокот на вложените пари, со одредена добивка по истекот на осигурителниот период. Сепак бројот на склучени договори и развојот на овој сегмент е се поголем. Лани пазарот на животно осигурување регистрира бруто полисирана премија од речиси 1,3 милиарди денари. Компаниите очекуваат многу поуспешни години, конкуренцијата и понудата на пакети се зголемува.
Потикнати од штедната и осигурителната компонента кај граѓаните расте свеста за финансиски сигурна иднина. 13.800 договори за животно осигурување биле склучени минатата година. За 58,1% повеќе во споредба со претходната. И во политичка криза осигурителниот пазар е со раст. Поплавите, земјотресите двојно ги зголемија полисите. Според Агенцијата за супервизија на осигурување имотот лани го осигурале над 26.200 лица, тројно повеќе од пред 2 години. Индија се вклучи во пружањето помош на Шри-Ланка откако во поплави загинаа најмалку 103 лица, околу 230.000 мораа да ги напуштат своите домови. Вкупно 113 лица се сметаат за исчезнати. Породните дождови предизвикаа големи поплави и свлечишта во јужниот и во западниот дел на Шри-Ланка. А во пружањето помош учествуваше и војската, која со авион го спасува населението и на локалните жители им ги доставува неопходните продукти. Продолжуваме со останатите информации од светот. Зборот арена како синоним за стадион во Турција повеќе да не се употребува. Ова го побарала воено и забранил употреба на зборот претседателот Реджеп Тајип Ердоган. Причината за ваквата одлука било значењето на зборот кој води корени од стариот Рим и се однесува на место каде луѓето се бореле за својот живот. Во нашиот јазик не постои нешто такво, рекол Ердоган во обраќањето пред ученици од верски училишта собрани на стадионот во Истанбул, што го носи неговото име, пренесува ДПА. Според Оксфордскиот речник, зборот арена потекнува од латинскиот харена и се употребува веќе неколку века, додека стадион потекнува од старогрчкиот јазик. Неколку имиња на неколку спортски објекти во Турција кои содржат зборот арена. Меѓу нив е и најпознатиот стадион Водафон Арена, каде што игра фудбалскиот клуб Бешикташ. Треба да констатираме дека односите помеѓу Русија и НАТО се на најниско ниво од крајот на студената војна. Западните земји избра една затворена и насочена НАТО архитектура на безбедност. Таквата политика е последица на долгорочната стратегија за политичко и воено запирање на Русија. Се посочува во соопштението на Руското министерство за надворешни работи во однос на политиката на НАТО кон Русија. Руското министерство за надворешни работи истакнува дека САД се уште ја применува доктрината на Трамп за стопирање на експанзијата на советското влијание. Во соопштението ресорното министерство ги критикува и мерките за интензивирање на способностите на источното крило на НАТО во близина на руските региони. Соопштението на Руското министерство за надворешни работи уследува по самитот на НАТО, кој во голема мера беше посветен на борбата против тероризмот. Соседна Албанија на Бразил му враќа 26 тони смрзнато месо од живина. Причината е присуството на високо ниво на салмонела. Националната комисија за храна по извршената проверка го утврдила присуството на салмонелата. По комплетирањето на документацијата, како што пренесуваат албанските медиуми, смрзнатото месо од живина ќе биде вратено во Бразил, кој важи за главен извор на месо од живина и свинско месо за албанските увозници. По откривањето на салмонела во последната контрола, албанските власти започнаа детална контрола на месото увезено од оваа јужноамериканска држава. Пред самиот крај на дневникот ве известуваме и за временската прогноза. Времето денеска во Македонија беше промеливо облачно со сончеви периоди и дуваше умерен повремено засилен северен ветер. Повремени врнежи од дожд, особено во крајните западни и крајните источни делови, каде што е можна и ретка појава на грмежи, е најавено во вечерните часови, а температурата се движеше од 16 до 23 степен. Тоа е се за овој информативен преглед. Останете во добро расположение со нашата програма. Пријатно!